Во недела Кичево не само што избира градоначалник, туку и потенцијално го поставува темелот за нов политички курс, кој би можел да биде историски. Кичевчани имаат реална шанса за прв пат да изберат градоначалник кој не е дел од мнозинската етничка заедница. Доколку тоа се случи, ќе биде пресадан не само за западниот дел од државата, туку за цела Македонија. Битката се води меѓу актуелниот градоначалник Фатмир Дехари, кој бара 4ти мандат, и Александар Јовановски од ВМРО ДПМН, кој во првиот круг доби најголема поддршка. Јовановски влезе во кампањата тивко, без врева и еуфорија, но со јасна и структурирана програма, ефикасна администрација, инфраструктурни проекти, урбан развој и враќање на довербата во институциите. Ќе отворам центри за згрижување на деца со посебни потреби и исто така на возрастни кои патат од деменција и Алцхаймер, за да им улесниме на нивните семејства во секојдневното функционирање, а нормално на дечињата да им пружиме особено она што им е потребно за да постигнат едно ниво на развој, каде што ќе може да бидат самоодржливи. Неговата кандидатура доби сериозно засилување во вториот круг, откако коалицијата Вреди официјално преку соопштение реши да не му даде поддршка на Дехари по отпаѓањето на нивниот кандидат Фатмир Лимани. Иако лидерот на Беса Билал Касами индиректно испрати позитивен сигнал кон Дехари, мнозинството од партиските структури од Вреди сепак се изјаснија дека нивниот апел за гласање не е за кандидатот на ДУИ. Инаку како втора пласиран Дехари од редовите на ДУИ раководи со општината цели 12 години и сега нуди решение на проблемите кои не е успел да ги реши во претходните над еднодецениски мандати. Ќе продолжиме со иста транспарентност, но и со уште поголема храброст да го изградиме нашиот град како функционален, модерен град со современа инфраструктура, хигиена, чистота, нови канализации и сите оние потреби што му се неопходни на секој граѓанин. Ќе продолжиме како институција да се грижиме за сите што имаат потреба од поддршка. Но наместо проектите кои ги нуди Дехари, во фокусот на јавноста се најдоа неколку контраверзии. Во текот на кампањата се појавија две аудиобомби. На едната Дехари наводно користи навредливи и сексистички зборови кон жена, а на другата се слушаат погрдни изрази во друг контекст. Снимките кренаа прашина и ја засенија неговата политичка порака. Резултатите од првиот круг ја навестуваат потенцијалната промена. Јовановски освои 44,5% од гласовите или 11.682 гласа. Дехари 21,28% или 5.586 гласа. Лимани од Влен 15,86%, а независниот Шкодран Алили 15,26%. Гласовите од Лимани и Алили можат да бидат решавачки за Кичево.